Од утре поскапува цената на суплементите, меѓу кои витамините за трудници, како и додатоци за раст и развој на децата. Треба да биде готова и целата листа на производи кои од утре ќе се продаваат по повисоки цени. Но министерот за економија Крешник Бектеши истакна дека ова е по предлог на Министерството за финансии на кој се работело подолго време. Ама децидене дека напорите се поголем дел од производите да се продаваат со ДДВ од 5%. Тоа е предлог на Министерството за финансии и речиси месеци стручни луѓе во Министерството за финансии работат во делот на листата. Јас наведов и претhodно дека производите кои се наведени во одлугата за замрзнување на цената, ако во случај има техничка грешка, ќе се коригираат и тие речиси се коригирани целосно. И повеќе од тоа е направено со предлоги на вас новинарите, а воедно и на граѓаните, каде што се прошири таа листа и повеќето од производите остануваат на 5%. За другите производи, на начинот како е утврдено да одат од 5 до 10%, во делот на критериумите, би ве замолил да се обратите до Министерството за финансии. Во оваа прилика Бектеши посочи дека производите кои се на листата производи со замрзнати цени или пак со ознаката гарантирана цена остануваат на ДДВ од 5%. За нас како Министерство за економија е важно основните прехранбени производи, тие кои се во листата за замрзнување и со ознаката гарантирана цена, да остануваат на 5% и тоа ќе остане како што кажав. Пред 2 дена владата донесе одлука за прецизирање на прехранбените производи кои имаат најниска стапка на ДДВ. Согласно одлуката, со повластена стапка од 5% се даночат најголем дел од основните прехранбени производи, меѓу кои урдата, замрзнатото тесто, бебешки каши, адаптирано млеко за доенчиња, одредени видови кашкавал, лутеница, чаеви, бибер, црвен пипер, вафли и наполитанки, конзервирано цвекло и феферони.